Добар ден, празнично издание на вестите на Канал Плюс. Еве дел од настаните. Православните верници денес го слават вториот ден од најголемиот христијански празник Великден. Успешна реализација на една од мерките за самовработување кои се со цел намалување на бројот на невработени во државата. Некогашните културни места представуваат опасност за најмалите. На видик се почесто отпад за инектирање дрога, граѓаните загрижени. Православните верници денес го слават вториот ден од Христовото воскресение. Великден е спој на верата и традицијата, а почнува на Велики четврток пред изгресонце, кога домакинките ги бојадисуваат првите црвени великденски јајца. Оваа црковна традиција потекнува од првиот век по Христа, односно тоа се практикувало уште во времето на светите апостоли, Христови ученици и нивните наследници. Првите христијани почнале да бојадисуваат јајца и да ги подаруваат на Великден, поздравувајќи се со радосниот поздрав Христос воскресе. На тоа поздравувале вистина воскресе. По повод на големиот христијански празник Македонски егеј одржува традиционална великденска средба во манастирот Свети Пантелеймон во Брест. Средба на лицата раселени од Егејска Македонија која 21 година се одржува на вториот ден од Великден. Како и секоја, и оваа година посетеноста е голема. Во продолжение ви представуваме една успешна приказна. Станува збор за реализација на една од мерките за самовработување, кои се со цел намалување на бројот на невработените во државата. Владините мерки за самовработување со цел намалување на бројот на невработените во државата даваат резултати. Најмногу резултати дава мерката преку која се основаат нови мали предпријатија со самовработување преку грант, велат експертите. Најчесто средствата што ги земаат за самовработување ги искористуваат за отворање на собствени бизниси од областа на услужните дејности, од областа на производство на храна, на сендвичари. Исто така и имаме самовработувањето со кредитирање, најчесто аплицираат од земјоделските дејности, значи отварање на бизниси во земјоделието, но тоа е со кредитирањето. Додека со грантовите или неповратните средства се исклучени земјоделците, значи оваа мерка е преднеменета за услужни дејности, за производство. Од мерка за самовработување до успешна бизнис идеја. Станува збор за салон кој е отворен и успешно работи веќе половина година со помош на една од мерките за самовработување и нуди комбинација од медицински и козметички услуги. Значи со мерката самовработување го отворив физиолек, салон за масажи и за физикална терапија. Како дипломиран физиотерапевт, од секогаш сакав да имам свој салон и оваа мерка од задата ми беше мотив за да ја реализирам мојата идеја. Секако, од идеја до реализација потребно е доста време, но за Канал Плюс, собственичката на салонот вели, среќата ги следи храбрите. Во здравствениот дом во Виница секоја сабота специјалист по ортопедија и оториноларингологија ќе врши преглед на пациенти од 8:30 до 15:30 часот. Проектот Наш специјалист на Министерството за здравство продолжува во Виница. Секоја сабота во здравствениот дом во Виница специјалист по ортопедија и специјалист по оториноларингологија ќе вршат прегледи. Ординацијата ќе биде отворена од 8:30 до 15:30 часот. Термините во системот Мој термин се веќе отворени, така што матичните лекари можат да ги упатуваат пациентите на специјалистички преглед. Досегашните податоци според Мој термин покажало дека имало 2789 упати за специјалистички прегледи кај ортопед, додека 1756 упати од областа на оториноларингологијата, но поради немањето специјалистички кадар во здравствениот дом во Виница, пациентите се упатувале на преглед во други клинички болници.
Проектот започна со реализација на 4 април од Бирово, а минатата година во Бирово имало 32 ортопедски пригледи и 22 пригледи од областа на неврологијата. Ваквиот проект на Министерството за здравство е изготвен со цел да се зголеми квалитетот на здравствените услуги и да се намали чекањето за преглед кај специјалист, кој досега беше еден од клучните проблеми за пациентите. Некогашните културни објекти денес преполни со отпадоци за инектирање дрога. Ваквиот отпад се поблиску до најмалите жители. Родителите стравуваат за сопствените деца. Просторот каде некогаш функционираше поранешното летно кино, црквата Свети Илија и други објекти се само дел од наркоманските дувла, кои представуваат потенцијална опасност за минувачите и најмладите. Шприцеви, игли, шишење од алкохол, срачи и еден куп ѓубре пред вратите. Ваква слика се почесто може да се забележи на местата кои се оставени на забот на времето. Младинскиот клуб во Штип за намалување на ваквите штети има повеќе одредени сервиси, дел од нив се опрема, инектирање, медицински помагала и социјален сервис. Делиме опреме за инектирање на корисниците кои што доаѓаат, за да може да се обслужат на најсигурен и најбезбеден начин за нив и за околината колку што е тоа можно. Намалувањето на штети како поим постои секаде околу нас, значи тоа може да го видиме на сите артикли кои што постојат, како да се заштити од голтање, од капаче на некое шишенце, лекарства и такви работи, така и програмата за намалување штети го имплементира намалувањето на штети со тоа што не го оправдува и не го одобрува користењето на дроги, туку гледа да ги услужи клиентите кои што инектираат, да им даде стерилен шприц за инектирање за да се заштитат себе си и исти го враќаат на уништување. Програмата за намалување на штети при Младински клуб Штип веќе работи 10 години и сите тие 10 години во потоплите месеци во годината прави волонтерски акции за собирање и чистење на отфрлен инфективен отпад кој што е користен при инектирање на дроги. Овој клуб работи веќе 10 години и секоја година во периодот на потоплите месеци, заедно со Центарот за социјални работи и инспекторатите за заштита, имаат теренски акции за собирање и чистење на отфрлен инфектиран отпадок, кој е користен при инфектирање на дроги. Пред вестите од спортот, информација за состојбата на патиштата на територијата на државата и на граничните премини. 13 април сообраќајот на сите патни правци се одвија без никакви проблеми или пак ограничувања, посуви чисти коловози покрај поволните временски услови за возачите крај на внимателно управување со возилата и секако почитување на поставената патна сообраќајна сигнализација. Во утринските часови се бележи доста слаб интензитет сообраќај, како во градските средини, иста така ситуација на граничните премини, каде не се бележи воопшто полагодење задржување, со напомена дека во текот на денот, особено во пополнените часови, се очекува зголемен интензитет на сообраќај пред се од туристичките центри во земјава кон поголемите градски наслови, како и зголемен интензитет на сообраќај на граничните премини, кога и чекањата би биле нешто поголемни. Голем успех на учениците од средното општинско училиште Колен Ехтенин од Штип во голем фудбал. При надпреварите во Лигата на Сојуз на училишен спорт на Македонија, а под покровителство на Агенцијата за млади и спорт и Министерството за образование. Полека но сигурно чекорот кон самиот врв и влегува во најдобрите 4 екипи во Македонија. Учениците од средното општинско училиште Колен Ехтенин како победници во Источна Македонија влегуваат во финалната четворка за државен првак. Државното првенство ќе се одигра на 16 април во Струмица, на која ќе учествуваат 4 најдобри екипи во Македонија, и тоа најдобрата екипа од Скопје, тоест Фудбалската академија на ДФК Методија Митевски Брицо, победникот од Источна Македонија средното општинско училиште Колен Ехтенин, екипата од градот домакин Струмица и екипата победник од Западна Македонија. Уште 2 победи го делат училиштето на средното општинско училиште Колен Ехтенин од Штип да бидат и државни победници. Дали со овие успеси се потврдува еднината на штипскиот фудбал, дека оди кон нагорна линија, ќе покаже самото време.
Ова е се што подготвивме во денешното издание на вестите на Канал Плюс. Во продолжение проследете ја временската прогноза. Останете со програмата на Канал Плюс и имајте пријатно празнично попладне.